Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е доктор Трпе Ристовски, директор на Институтот за акредитација на Република Македонија. Добро вечер и во моје име и ви благодарам за поканата да учествувам во вашата телевизија. Кога ќе се спомене Институт за акредитација на Република Македонија, објасните ни нешто повеќе за оваа институција. Видете вака, Институтот за акредитација како самостојна, како државна институција, таа обстојува од 2003 година. Меѓутоа, тоа не значи дека постапките за акредитација дека од тогаш започнале да се водат. Претходно, на друг начин, таа целокупната, ние на наш јазик нарекуваме инфраструктура за квалитет, била на друг начин организирана. Од 2003 година навака, Институтот за акредитација на Република Македонија функционира како јавна установа, како самостојна установа. Што ние работиме? Нашата работа е директно поврзана со целокупното стопанство во Република Македонија. Бидејќи ние како единствено национално тело за акредитација работиме не само согласно нашата национална легислатива, туку и ние сме формирани согласно и Европската директива 765, каде што стои дека во секоја држава мора да обстојува само едно тело за акредитација со цел да нема конкуренција во тој дел, со цел нашата поставеност во државата е на некој начин како регулаторно тело. Односно, сето она кое што е поврзано со сите стопански субјекти во државата, каде што државата треба да издаде на некого овластување за да таа институција, дали е тоа лабораторија или инспекциско тело или сертификациско, работи во име на државата, мора претходно да биде акредитирана од наша страна. Она кое што ние го работиме е исклучително по меѓународни стандарди, по ISO стандарди и нашата акредитација се спроведува, значи без оглед од која област, да кажеме, една лабораторија функционира и работи, таа ние акредитираме согласно стандардот 17025, инспекцијските тела исто така без оглед за каков вид, форма, методи на испитување тие спроведуваат, ние ги акредитираме согласно меѓународниот стандард ISO 17020. Истото важи значи и за сертификацијските, со тоа што тие се поделени сертификација на производи, на менеджмент систем или сертификација на персонал, плюс од минатата година веќе го имаме воведено и стандардот за акредитација посебно само на медицински лаборатории, тоа е стандардот 15189, и нормално за секоја друга област каде што стопанството има потреба да биде акредитирано било за задоволување на домашните, на национални интереси или пак за некакви меѓународни потреби, ние како Институт за акредитација веднаш ја формираме, значи основаме таа нова што ние нарекуваме акредитацијска шема. Иначе, кога говорам за стопанството, значи што тоа би представувало? Значи, лабораториите, еве, ние досега имаме акредитирано околу 200 тела за акредитација. Почнав со лаборатории. Имаме лаборатории за тестирање околу 70. Најголемиот дел се поврзани со испитување на храна и вода. Понатак имаме лаборатории за животна средина, имаме десетина лаборатории за испитување на градежните материјали, понатака за испитување на текстил. Од инспекцијските тела, например, тука буквално све што се подразбира под зборот стопанство. Значи, најголемата тука соработка кај нас е со Министерството за економија, конкретно да кажеме Законот за техничка инспекција. Значи, све што е поврзано со лифтови, дигалки, енергетски постројки во државата, рударска техничка опрема, значи, сето тоа е под акредитација. Законот за безбедност на производи, понатака Законот за возила, значи популарно што се нарекува хомологација, за да некој може тоа да го работи, мора да биде акредитиран од наша страна. Понатака тука се законите кои што се при Министерството за транспорт и врски, како што се таксиметри, тахографи. Све што е во Министерство за земјоделие, она што се вели од почва до трпеза, значи од испитување на почвата, на составот, квалитетот, на семенски материјал, испитување на производите. Понатака кај сертификацијските тела, дали тие сертифицираат за ISO 9001, 14000 за животна средина, 18000, сертификација на производи. Најголем дел тука ние имаме за сертификација на органско производство.
Ево, минатата година, 2016, акредитиравме и прво сертификацијско тело за сертификација на градежни производи. Ги споменав исто и медицинските лаборатории. Значи, предходно дел од нив беа акредитирани како обични лаборатории по 17025, веќе тие отидоа на едно ниво повисоко, каде што се акредитираат согласно нивниот стандард, значи 15189, каде што на некој начин целокупната услуга, тоа е всушност и дефиницијата за акредитација, значи потврдување на компетентноста на една лабораторија, инспекција, бидејќи ние ги велиме тела за оцена на сообразност, значи потврдување на нивната компетенција за дејноста која што тие ја обавуваат. Господин Аристовски, рековте дека имате околу 200 акредитирани тела во Република Македонија. Да напоменеме, дали тие се дел од приватниот сектор, дали тие се во државна собственост и кој се може да биде акредитирано тело? Интересно ви е прашањето од аспект што ние сме доста флексибилни во тој дел. Значи, во нашиот закон стои дека буквално секој кој што има потреба или кој што има изразено желба може да е акредитиран. Ние не правиме разлика дали е тоа државна институција, дали е тоа приватна институција, не правиме разлика дали нивната дејност е стационирана во лабораторија, значи во канцеларија, или пак е на терен. Понатака не правиме разлика во поглед на бројот на вработени. Едноставно, ние гледаме компетентноста. Кој велам компетентност, значи пред се мислам тука на самите вработени, значи бидејќи ние во нашата веќе идеме сега малце околу постапката за акредитација. Значи ние вклучуваме тимови за акредитација, тим за акредитација кој што го сочинува еден водечки оценувач кој што конкретно тој ја гледа работата, основната работа, да кажеме, значи поставеноста, организационата структура на да ја кажам компанијата, значи на телото кој што се акредитира, и тука вклучуваме технички оценувач или експерт кој што е задолжен за оној стручен дел на кој што се однесува акредитацијата. И тој експерт, значи, гледа опремата со која што работи тоа тело за оцена на сообразност, го гледа персоналот, значи неговата едуцираност, неговата компетентност, понатака гледа следливост, значи гледа како се одржува целокупниот тој систем во тоа тело за оцена на сообразност, значи во таа институција. Бидејќи не значи ако едно тело, една институција еднаш е акредитирана, дека тоа е за постојаност. Сертификатот за акредитација кој што го издава Институтот за акредитација на Република Македонија важи 4 години, со тоа што во рамки на тие 4 години ние обавезно правиме еднаш редовен надзор, ако има потреба и повеќе, а после 4-та година правиме реакредитација. Реакредитацијата е на некој начин како иницијално, она баш како по прв пат да ја спроведуваме таа постапка за акредитација. Значи целокупниот пакет кој што го содржи таа институција, како што кажав, е она кој што нашите оценувачки тимови го проверуваат за време на оценката. Кои се вашите сознанија? Каде е Република Македонија во однос на соседството кога станува збор за акредитирани тела? Видете, значи ние веќе не се, да кажем, рангираме во однос на соседството. Значи Институтот за акредитација на Република Македонија, јас би кажал па дури во европско ниво, е една од водечките институции. Зошто го велам ова? Значи ние сме потписници на сите меѓународни договори, мислам на европски и светски договори од областа за акредитацијата. Тоа подразбира дека сето тоа кое што ние го акредитираме е признаето во целиот свет. Знаете, кога велам потписници, не се тоа, да кажам, некакви договори кои што врз основа за некоја меѓусебна соработка ги подпишуваме. Не, него за да се стигне подпис, тоа се нарекува multilateral agreement со Европската и Светската организација, тоа значи дека ние подлежиме на нивни надзор. Како што ние правиме оценка на нашите тела, така Европската и Светската организација имаат постојана контрола под она кој што ние го работиме. Ние тие договори ги подпишавме 2011 година, имавме и надзор, еве токму сега во декември 2017 ни следи следниот надзор. Тоа е тим од некаде околу 10 експерти, кои што недела дена ќе престојуваат кај нас во институтот, каде што буквално ќе ги прегледат сите предмети дел во канцеларија,
дел на лице место, како ние ја спроведуваме, дали ги имплементираме правилно тие меѓународни, значи светски стандарди во нашето работење. Затоа велам дека ние сме рамо до рамо со, да кажам, најголемите економии во Европа. Дури ево од минатата година и наши вработене во Институтот за акредитација, веќе Европската организација за акредитација ги превзема да работат во нивно име, да ги оценуваат други европски тела за акредитација, за да видат како работат. Господине Ристовски, што значи за македонското стопанство? Ете, да е акредитирано, да ја има таа акредитација? Кои се предностите, кои се бенефитите? Значи, предност има повеќе. Значи, прво, дека тој кој што е акредитиран, значи дека работи согласно меѓународен стандард и дека тој кој што е акредитиран е под нечија контрола. Конкретно мислам на Институтот за акредитација. Втор бенефит е тој кој што сите тие, значи, тела, дали се лаборатории или инспекцијски тела, тие се овластени од соодветно министерство, значи дали е тоа економија, транспорт, врски, земјоделие, животна средина, веќе тие работат во име, значи, на државата и сите тие работат според исти стандарди, според исти правила на игра, исти или слични методи и дека луѓето кои што работат внатре се компетентни, значи докажано компетентни пред независен оценувачки тим, дека се компетентни и стручни и располагаат со опрема која што исто така е проверена. Понатака, кој е другиот бенефит? Значи, особено на меѓународен план, како што споменав дека едно тело кое што е акредитирано од наша страна, тоа е признаено во цел свет, тоа значи дека тие тела, тие институции може да ги нудат своите производи и своите услуги и на меѓународен пазар, можат слободно да учествуваат на меѓународни тендери, ова го велам можат затоа што веќе е проверено дека веќе и учествуваат на меѓународни тендери, без дополнително да ја докажуваат својата компетентност. И третиот момент, кој што е исто така значаен веќе лично за институцијата, за Институтот за акредитација, подпишувањето на овие договори, е тоа што Институтот за акредитација на Република Македонија е можеби една од ретките институции, државни, говорам во јавни институции во државата, кои што својата дејност ја обавува не само во Република Македонија, туку и надвор од границите. Еве, например, ние имавме акредитирано едно француско тело, кое што побара од нас да биде акредитирано. Тоа беше инспекцијско тело за испитување на опрема под притисок и буквално најголемите нафтени компании во светот, како што се ELF, Shell, Marathon, значи нивните платформи во Африка, во Азија, беа под наша контрола. Значи, ние вршевме оценка во Екваторијална Гвинеја, во Саудиска Арабија, во Виетнам, во Шкотска. Значи, сите тие испитувања се вршеа под логото на Институтот за акредитација на Република Македонија. Еве и регионално, например, италијанска компанија која што работи во Албанија, побара од нас да биде акредитирана, со цел за да може незините резултати да бидат признаети секаде во Европа. Исто така имаме акредитирано и во Косово, имавме акредитирано во еден период и во Бугарија, кога нивното тело имаше некои проблеми, па беше суспендирано, па ние вршевме акредитација со цел нивните компании да може да работат на европски пазар. Затоа велам, од поглед на стопанството, од поглед на економијата, секоја институција која што е акредитирана во државата, навистина го чувствува тој бенефит како институцијата, а пред се и граѓаните. Можеме да кажеме дека акредитацијата всушност ја подпомага и економијата? Па идат заедно, значи на некој начин идат заедно, затоа што за да може да функционира економијата според европски светски стандарди, мора да биде пратена од акредитирани тела за оцена на сообразност. И сега, дали акредитацијата е доброволна или пак таа е обврска за одредени компании? Значи, според нашиот закон стои дека е доброволна и според Европската директива, што е споменав 765. Меѓутоа, индиректно, значи, постојат други закони, каде што, за да некој може да ја обавува дејноста, како што споменав на почетокот, би требало да биде акредитиран, за да добие соодветно овластување, нели, од соодветното министерство. Иначе, ние гледано од наша страна, велиме дека е доброволна и најголемиот дел од акредитациите кои што ни се издадени, значи некаде околу, ајде ќе кажеме проценти, 95% се оние кои што се поврзани со некоја друга законска регулатива,
Оние кои што не се поврзани, тука се преце медицинските лаборатории, каде што најголем дел од поголемите приватни клиники се веќе акредитирани од наша страна, па веќе дури и дели од државните, значи влегуваат во таа постапка, немаат законска обврска, освен има 8 клиники кои што Министерството за здравство им има препорачено да бидат акредитирани, а додека приватните чисто онака ради нивна собствена желба за да ја докажат нивната компетентност и квалитет пред пациентите. Зборуваме акредитации, сертификацијски тела. Која е разликата помеѓу акредитација и сертификацијско тело? Видете, често патите и да кажем и нас не мешат, ни ги поставуваат тие прашања. Јас кажав, акредитацијата е значи стрикно потврда на компетентноста за некое тело тоа кое што го работи. Додека ако говориме за сертификација, значи имаме сертификацијски тела од различни области. Пред се, значи дали се тоа за менеджмент систем, тоа се оние ISO 9001, 14, 18, 22.000, или сертификација на производ, исто и тука споменав дали органско производство, градежни производи или било кои други производи. Значи, најчесто тие сертификацијски тела би било пожелно, дури некои од нив се и обврзани, значи да бидат акредитирани од наша страна. Кога велам обврзани, тука пред се мислам значи на оние тела кои што вршат сертификација на органско производство, градежни производи, а од менеджмент системите, тоа е законот кој што е во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација, каде што вели дека сите државни институции мора да бидат сертифицирани од сертификацијско тело за ISO 9001, а тоа сертификацијско тело да биде акредитирано од Институтот за акредитација на Република Македонија. Рековте дека и вашата работа ја следат и континуирано нели се проверува. Кои се европските насоки за обезбедување на квалитет и нивна имплементација тука во Република Македонија? Значи, европските насоки се многу јасни и многу конкретни. Значи, постои таа директивата 765, која што директно кажува како во една држава треба да биде поставена таа инфраструктура за квалитет и која е обврската, задолженијата и организационата структура на еден институт за акредитација во една држава. Тоа е она кој што ние го имаме имплементирано во нашиот закон уште со втората измена во 2009 година, бидејќи 765 стапи во сила од 2010, значи ние веќе година дена претходно бевме спремни, подготвени и добиени сите позитивни мислења од страна на Европската комисија. И затоа велам, значи, ние во тој дел сме, можем да се пофалиме дека доста нанапред отидени и доста со респект гледаат и сите наши колеги, и сите наши, велам со респект, бидејќи ние како членки на Европската акредитација обавезно 2 пати годишно имаме генерални собранија, нивните комитети кои што се 6 по број наши представници постојано учествуваат во тие тела и буквално нема проект на Европската акредитација каде што не е побарано да присуствува и член, да биде член во тој проект и од Институтот за акредитација на Република Македонија. Кога станува збор за акредитацијата, напоменеме дека во Велес имаме 2 акредитирани лаборатории. Во Велес имаме 2 лаборатории и 2 инспекцијски тела. Од лабораториите тоа е Центарот за јавно здравје Велес и лабораторијата за испитување на трихинелоза при Агрија, значи при кланицата Агрија. А инспекцијски тела, тоа се веќе ги споменеме и нив, тоа е ВЕУС, тоа е за она, пак ќе кажам популарно, хомологација кој што го нарекуваат, нели, техничкиот преглед за возила. Исто имат и за таксиметри, тахографии и тука е Елмонт, тоа е така едно посериозно и поголемо инспекцијско тело, кое што во почетокот почна само за ваги, па подосна се прошири за нисконапонска, за громобранска заштита, мислам дека има и за тахографи дели кај нив, така да тоа се вака во Велес акредитираните тела сега за сега, верувам дека во иднина ќе ги има и повеќе. Што треба да исполнува, да речеме, кои се едни најопшти услови кои што треба да ги исполнува, да речеме, некој за да има акредитирана лабораторија?
Во почетокот, кога некој ќе почне во постапка за акредитација, знаете, тоа и звучи малце абстрактно, нешто многу далечно, нешто многу тешко. Но верувајте, за оној кој што си ја работи работата коректно, воопшто не е никаков проблем истиот да биде акредитиран. Може би има малце повеќе администрација во делот на пишување на процедури, следење на процедурите, меѓутоа пак ќе кажам, оној кој што си ја работи коректно својата работа не е никаков проблем, бидејќи акредитацијата не е ништо друго, него само потврда на квалитетот, односно потврда на тоа кое што некоја институција си го работи. Следено со процедури, сега дали тие процедури, тие методи повторно самата институција сама си ги бира, ние не ги наметнуваме, дали ќе работи според некои стандардизирани методи или пак се методи кои што самите си ги имплементирале, ние тука не правиме никаква разлика, односно никаков проблем, ние го прифаќаме било каква метода да е применета. И велам, значи, при секоја наредна контрола, ние нив повторно го проверуваме, ако бараат проширување, ние секогаш излегуваме во пресред, во поглед на нивниот обсег за акредитација, значи на методите кои што им се пријавени како за постапката за акредитација. Значи, едноставно персоналот да биде добро обучен и да си има план и за следните години како истиот ќе се обучува. Опремата, значи да ја одржуваат, да ја калибрираат, нормално и тука да си има план за калибрација. Понатака, самите методи да си имаат меѓусебна споредба, учество во тие меѓународни proficiency testing, значи со цел за да се потврди самата метода. Значи, едноставно, сето тоа кој што си го работела таа институција, таа лабораторија, да биде ставено на хартија, вака народски да кажеме, и сето тоа да биде подкрепено со докази. Рековте дека имате околу 200 акредитирани тела. Колку минатата година или 2016 година акредитиравте? Минатата година, еве баш сега го спремаме извештај за 16-та, некаде околу 30 на тела беа акредитирани. Знаете, институтот кога се формирал во 2003-та, според тие стратешки планови, капацитетот, односно проценетата потреба на државата била дека било доволно 100 тела. Значи, еве, ние веќе одавна еден минавме таа бројка 100, имаме околу 203 во моментот акредитирано, 30 ни се во постапка за акредитација, што значи потребите на државата се повеќе и повеќе, значи се стануваат све поголеми. Тука секако еве и владата преку соодветните министерства, не дека да кажам некого тера или некого го обврзува, него едноставно потребата од акредитација станува све поголема. Овако од некои позначени проекти, еве владени ќе споменам, например, еве Министерството за образование и наука преку нивниот проект пред 4 години кога опреми 80 лаборатории кои што припаѓаат на високообразовните институции во државата, и некако природно беше после тоа, за да може тие лаборатории да бидат во функција на стопанството, значи не само да кажеме и за студенти, и за научно-истражувачки цели, него за да бидат во функција во стопанството им беше препорачено да се акредитираат. Со нивната акредитација, некаде околу 50 од нив беа акредитабилни, на некој начин и капацитетите и потребите се задоволија во државата. Конкуренцијата, говорам за една квалитативна конкуренција, бидејќи секој ден кој што е акредитиран работи по исти стандард, по исти или слични методи, и нашата оценка према сите е иста, кажавме, без оглед дали е приватна или државна. Значи, на некој начин и квалитетот на нивната работа се зголеми. Исто го споменав Министерството за здравство со 8 тие лаборатории кои што ги кажав, и веќе сите останате од областа на стопанството Министерство, веќе си имаме рутинска, да кажаме, соработка. Господине Ристовски, да проговориме малку можеби за она што вие меѓу последните акредитации кои што имате дадено, а тоа е првата лабораторија од областа на форензиката. Што доби Македонија со оваа лабораторија? Тоа беше еден предизвик и за нас како институт за акредитација, вака искрено да кажам, за да акредитираме на таква лабораторија. Тоа беше прва апликација која што ние ја добивме и на крајете успешно и се заврши. Што доби? Значи, прво за тие форензички лаборатории, значи затоа што станува збор за едни исклучително специфични испитувања, за да
таа лабораторија биде признаена, значи во Европското и Светското здружение на форензички лаборатории, број еден услов е таа да биде акредитирана од Институт за акредитација кој што е потписник на меѓународните договори како што сме ние. Со самото потпишување, односно со самото акредитирање на оваа лабораторија, таа стана членка, полноправна членка во Европското здружение нивно, и тоа значи дека сите тие резултати кои што се испитуваат во таа лабораторија, значи тука имаме за хемиски испитувања, понатака има за отисоци од прсти, значи сите тие испитувања се веќе признаени и на меѓународно ниво. Да кажем дека и ние која спроведовме постапката за акредитација, бидејќи станува збор за специфични испитувања, мораше и тимот да биде меѓународен, компетентен тим, кој што исто така ќе биде, нели, она како што велиме, признаен и од наша страна и меѓународно. Затоа велам дека имаме неколку такви лаборатории, едно од нив и од форензиката, кое што представуваше и за нас предизвик и на крај една успешно завршена акредитација и пред се, значи, меѓународно призната една институција, мислам конкретно на форензичката лабораторија при Министерството за внатрешни работи. Интересна, но и одговорна работа има Институтот за акредитација во Република Македонија. Може би не многу често сте како институција пред малите екрани, меѓутоа многу работи зависат од вашата работа. Еве за крај, каква е соработката со стопанството? Видете, целата наша работа е усмерена према стопанството, но не секогаш ние, еве, како институт се наметнуваме дека ти имаат потреба од акредитација. Добро кажете, не сме толку често присутни во медиумите, меѓутоа за оние кои што имаат потреба, ние сме секогаш отворени за соработка. Еве конкретно за стопанството. Ние соработуваме со скоро сите стопански комори во државата, дури дел од нив се и членови во нашиот управен одбор, како орган за управување со Институтот за акредитација. И ние секогаш се трудиме да имаме конкретни активности токму со нив, за да бидеме поблиску до оние на кои што им требаме. Ние во изминатите 2 години имавме еден проект кој што се однесуваше исклучително на стопанските субјекти, проект во кој што учествува представници, како што споменав, од стопанските комори, представници од универзитетите, значи на некој начин науката, истражувањето, за да го доближиме, да ги споиме преку акредитацијата со стопанството, каде што организиравме и обуки, конкретно за стопанските субјекти, за како да ги исползуваат, односно како на подобар начин да ги добиват придобивките од меѓународните стандарди кои што се имплементирани во нивното работење. Понатака имавме исто и конкретни активности со Сојузот на стопански комори, каде што они изразија желба пред нивните членки да одржиме обука како подобро, полесно, едноставно да им објасниме на оние кои што не се акредитирани, како на поедноставен начин за да дојдат до акредитација. И исто така имавме одржано и посебни тематски, да кажем, обуки, тркалезни маси и средби со стопанствениците за поедини области. Дали тоа беа од градежништвото, од текстилната индустрија, од конкретно мелничката индустрија, за испитување имавме состаноци во Стопанска комора Македонија во делот за брашното, за квалитетот, на кој начин, да кажеме, македонското брашно преку тие акредитирани лаборатории да биде заштитено. Значи, едноставно ние секогаш се трудиме да бидеме што поблиску до стопанствениците во Република Македонија, бидејќи заедничка ни е некако и дејноста, работата. Господин Ристовски, јас ви благодарам што оваа вечер бевте наш гост. Се надевам дека барем за малку ја објаснивме работата на Институтот за акредитација на Република Македонија. Може би некој од малостопанствениците кој што ја гледа и оваа емисија ќе биде заинтересиран да се акредитира, па ете може да ја посети оваа институција. Благодарам за вашата покана. Како што кажав, ние сме секогаш отворени за соработка. На нашата интернет страница секогаш и сите овие податоци околу постапки за акредитација, кој е акредитиран, на кој начин се стекна акредитацијата, значи сето тоа ни е објавено. Меѓутоа не сме далеко, еве тука сме сега во Велес, во Скопје, или па како што кажав, може и да се консултираат со веќе акредитираните тела тука во Велес. Ние сме секогаш отворени за соработка. Благодарам уште еднаш на вашата покана.
Почитувани гледачи, јас ви благодарам и вам што и оваа вечер бевте заедно со нас. Останете и понатаму на К1 телевизија. За 7 дена од ова студио најавувам нов гости.